Добро утро и велам на Александра Михајловска од Кумановскиот театар. Добро утро. Добро утро. Се работи за еден нов проект кој го почнавте ви од театарот Куманово, се вика Читаме по дома. Тоа е едно онлайн глумење, но не е класична театарска представа. Може ли да ни кажете нешто повеќе за тоа како дојдовте до идејата и што впрочем представува оваа онлайн глума, што не е во театар секако? Да, ова е еден проект кој што има за цел да ги анимира најмладите децата да читаат пред се и некако за нас значеше нудење на простор за експериментирање со овие дигитални содржини. Целиот проект дојде како идеја на актерите и целосната реализација на проектот е на актерите на ансамблот на театар Куманово. Значи, се вклучивме во се, почнувајќи од, драматизација на текстовите, бирање на материјалот од книгите кои што ги работиме, до дизајн на промотивен материјал, кој што исто така го направи нашата колешка Нина Максимова, до техничка обработка, монтажа, целосно се вклучивме како ансамбл со цел ете да експериментираме со што можеме да направиме од дома. Секако дека не е театарска представа, таква каква што знаеме што значи, меѓутоа е една дигитална форма и една содржина во ова време во кое што не можеме да видиме на сцена. Колку епизоди ќе има ова и дали сметате дека може би малку потфрливме или не обрнавме доволно внимание на содржините за деца во целиот овој период на корона криза и во целиот овој изолацијски период? Па да, многу добро прашање. Ќе имаме 10 изданија, имаме 10 различни книги. Направена е соработка со издавачкиот Центар 3, кој што ги поклонија и ги дадоа овие книги за обработка и на крајот на секој читање некој ја добива на подарок книгата која што ја представуваме. Некако ние како театар имаме репертоар за деца постојан и сметавме дека е важно да им се обратиме најмногу на нив како публика, затоа што останаа дома, не одеа во училиште, нема простор за нивните хобиња кои што најчесто ги прават и беа доста погодени, а немаше можеби толку доволно содржини, па ете ние решивме токму на нив од сите кои што се наша публика да им биде наменето ова. Михајловска, може ли да откриеме за кои книги се работи, да знаат нашите гледачи што да очекуваат? Сите книги се за различна возраст, значи сега почнавме со првата книга Лили Сама на Джеклин Билсон. Понатаму ќе имаме различни наслови, го имаме Прекорот на кикотливците на Роди Дойл, имаме Градината на китот на Том Телеган, имаме различни наслови за различни возрасти. Значи и најмалите може да очекуваат нешто, но и тинејџерите. Михајловска, ми се наметнува прашањето какво е чувството да се глуми пред компјутер. Предпоставувам ништо на светот не може да ја замени публиката и атмосферата во театар, но како влијае на вас овие нови наметнати, како што велите, експериментални форми и фази? Па чудно е, искрено, дефинитивно е различно и не може да се спореди со вистинската сцена. Театарот за мене, веројатно за сите мои колеги, секогаш ќе биде средба на актерот со публиката во живо. Меѓутоа е простор за експеримент. Некако ние најголемиот дел од нас го доживеавме како нешто кое што може да биде возбудливо во овој момент, како единствен начин да дојдеме до публиката. Дефинитивно не е вистинска театарска представа во таква смисла како што знаеме што е театар, меѓутоа мислам дека во овие лимитирани времења во кои што се наоѓаме ние како театарџи и немаме некој друг простор, па ете можеме да го искористиме дигиталниот простор за комуникација со публиката. И многу светски сцени го прават тоа. Да, мислам дека сепак сите со нетрпение очекуваме да се отворат театрите и да ги гледаме представите во живо. Како што веќе двете се согласивме, ништо не може да ја замени театарската представа онаква каква што ја знаеме.
Така е. Александра Михајловска, прво секоја чест за овој проект наменет за деца и ви благодарам што одвоивте време да се вклучите во утрински брифинг, секако ние понатаму ќе ги следиме активностите на Театар Куманово и по завршување на кризата ве очекуваме во нашата студија. Ви благодарам многу на поканата.